Имал малолетни деца, нарушено здравје и изградени силни врски со државата. Тоа се причините поради кои ниту судот, ниту обвинителството немале ништо против синот на пратеникот на Дују осомничен за перење пари во аферата Мазут, истрагата да ја следи од дома. Од обвинителството велат дека барале притвор, но биле одбиени. Судијата на претходна постапка, не прифаќајќи го предлогот на обвинителството, одлучил на осомничениот да му изрече мерка куќен притвор, а воедно оценил дека се исполнети условите да му биде изречена и мерка на предпазливост од земање на патна исправа и забрана за издавање на нова патна исправа. Се вели во соопштението на обвинителството, од каде до овој момент се уште нема информации дека поднеле жалба. Од судот во соопштение вчера објавија дека јавниот обвинител се согласил осомничен за милионски криминал истрагата да ја следи од дома. Во однос на осомничениот Асмир Јаховски, по произнесување на осомничениот пред судија на претходна постапка, јавниот обвинител се согласи за промена на предлогот за определување мерка притвор со предлог за определување на мерка куќен притвор, што беше прифатено од судијата на претходна постапка, објави вчера кривичниот суд. Премиерот вели дека не сака да коментира судски одлуки, но рече дека е шокиран од однесувањето на шефот на обвинителството. За мене се алармантни информациите кои што ги добивам, кои што се поврзани со однесувањето на прв човек на едно обвинителство кога слушнал за акцијата која што ја спроведуваше Министерството за внатрешни работи и Бирото за јавна безбедност пред 2 дена. Навистина, сум шокиран како се однесувал тој човек и како продолжува да се однесува. На нив не им е местото таму. Ако сака да бидат дворско-партиски забавувачи, тогаш нивното место не е во обвинителството, е во оние големи хациенди кои што се изградени во Западна Македонија. Но доколку сакаат навистина да имплементираат правдина, тогаш треба да го сменат своето однесување. На тоа што го слушнав, како тој човек се однесувал, мислам дека многу скоро денеска ќе се кае, но тогаш се плашам дека ќе му биде доцна. Обвинителството вчера отвори истрага против 13 лица и една фирма кои ги товари за серија кривични дела како злоупотреби и перење пари при набавка на мазут со сомнителен квалитет за државните електрани. Првоосомничен е Радко Капушевски, кој од вчера е во истражниот затвор Шутка заедно со неговиот партнер Сулковски и екс-директорот на ЕСМ Адријан Муча. Останатите 8 лица се во куќен притвор. Екс-директорот на ЕСМ Васко Ковачевски се уште е во бегство. Александар Спасовски, Сител телевизија.